Изградбата на пречистителната станица за отпадни води во Кочани се реализира според планираната динамика и сите оперативни објекти се во завршна фаза. Градилиштето кај кочанското село Мојанци, каде што е лоциран комплексот за пречистување, го посети амбасадорката на Швајцарија Сибил Сутертејада, при што на средбата со тимот швајцарски и локални експерти и представници на градежните компании беа представени тековните активности. На средбата присуствуваше и градоначалникот на Кочани Никол Чуелиев, при што гостите го пренесоа задоволството од тоа како се одвиваат градежните работи. Мене ми е драго што сум денеска повторно во Кочани. Последната посета беше пред 6 месеци. Ме радува што гледам очигледен прогрес во работите на градежните работи на новата пречистителна станица за отпадни води. Очекуваме да градежните работи завршат до крајот на оваа година, а пуштање во оперативност, односно во работа, да биде некаде во средината на идната година. Паралелно со изградбата на пречистителната станица, во завршна фаза е и примарниот фекален колектор со должина од 12 км. Тој ќе поврзува постојната канализацијска мрежа во Кочани, во населбата Ризари, како и во селата Горни Подлоки и Мојанци. Со реализацијата на проектот, дополнителен бенефит ќе има и за комуналното претпријатие Водовод, кое ќе стопанисува со станицата за пречистување. Задоволни сме од она што го гледаме, задоволни сме од соработката со Министерството за животна средина и просторно планирање и секако од соработката со општина Кочани. Но покрај градежните работи што тука се одвиваат и кои би требале да бидат завршени до крајот на оваа година, а да се пушти пречистителната станица во работа идното лето 2019, сакам да кажам дека работиме и на зајакнувањето на капацитетите на јавното претпријатие Водовод од Кочани и се обидуваме да го зголемиме нивното знаење, да ги подобриме практиките, а се со цел да можат самото јавно претпријатие да пружи добри услуги за своите граѓани, односно услуги со добар квалитет. Со пречистителната станица ќе бидат третирани отпадните води од Кочани и од околните рамничарски села со капацитет од 58.000 еквивалент жители. Проектот е со вкупна вредност од 23 милиони швајцарски франци, од кои најголемиот дел е на Швајцарската агенција за развој и соработка СЕКО, а 2 милиони евра се од буџетот на Република Македонија.